МВР веднаш да почне да ги почитува и спроведува законите, наместо да ги брани оние што шуруваат со криминалот. Пукање со калашников е спротивно на закон, уште повеќе во присуство на директор на БЈБ, кој што не реагира и го прикрива делото. Злоупотребеното МВР во обид да ја сокрие врската на директорот на БЈБ Сашо Тасевски со Самет Мисими не прецизира, односно не одговори. Дали и кога МВР постапувало за пукањето? Дали и кога е извршен претрес на домот на Мисими во врска со пукањето прикажано на видеото? Дали е пронајдено и одземено оружјето? Каде е објавено соопштението за претресот? Дали воопшто е реагирано по оперативниот извештај или на барање на Тасевски се уште стои во фиока на началникот на Крим полиција Музафер Каришич? Внимавајте, се работи за воено оружје, автоматска пушка и муниција за неа, кои што се недозволени за граѓаните во Македонија. Тоа е недозволено држење на оружје по член 396 став 2. Почитувани, уште еднаш повикувам Сашо Тасевски сам да одговори дали со сопругата и синот биле на свадбата во семејството кај Мисими, дали биле сведоци на неговото пукање, дали реагирал и презел службени действија, дали ја известил полицијата, бидејќи во спротивно сторил прикривање на делото. Директорот на БЈБ мора да одговори и колку пати Мисими му бил гостин во кабинетот, но и дали последните 3 месеци живее во стан во зграда градена од Мисими. Дали му е подарен како благодарност што поднесоците завршуваат во фиока и кога станот ќе го пријави во ДКСК. Другарот на Сашо Тасевски, Мисими, е лице за кое што има полициски белешки за насилство и дела против изборите, за пукање од воено оружје, за насилство и тепање во кабинетот на Шилегов по изборите, за тепање и кршење кола на паркингот пред кабинетот на Шилегов. Почитувани, Македонија е држава на криминалот затоа што наместо борба со криминалот, институциите имаат тесна соработка со криминалот. Ви благодарам.